Добар ден, прекрасно чувство повторно да се застане на ова место после ова долго топло лето кое што помина. Впрочем и лето кое што ни го навестија и пријателите и гостите во една епизода во која што разговаравме за заштита на животната средина и околина. Пред да продолжиме со денешната тема која што ја разговаравме лани, но повторно е актуелна, тоа е Еразмус Плюс, предлагам да видиме што зборувавме во последната епизода која што се емитуваше пред летниот распуст. Тоа што ни фали е отварањето на театарот, кој што со години се збори дека ќе се отвори и го чекаме да се отвори. Ликовната колонија во Струмица, сакам да кажам дека таа е една од најстарите ликовни колонии во Македонија. Постои, мислам дека повеќе од 80 години. Струмица изобилува со доста, како што каже и Томи, голем број на настани низ текот на цела година, посебно за време на летниот период. Струмица е еден од најзаганите градови во Македонија. Би инвестирал во велосипедски патки. На место со возила, луѓето да се движат со велосипеди, тротинети електрични. Додека беше овој тежок период, малку згаснаа сите клубови, помалку и во кафичите, не се излегуваше никаде. Не за тоа што младите не ќе, туку поради рестриктивните мерки. Струмица и струмичкиот регион во наредните 5-10 години, да кажеме, би бил малце поразвиен, градот би бил малце поурбан, би имало малце повеќе можности за млади. Така, нашиот поход кон отварање на прашања и околу проблемите и состојбата на младите во Македонија продолжува. Зборуваме за теми кои што ги засегаат токму нив. Денеска повторно на масата е ставена Еразмус Плюс програмата. Тоа е програмска активност на Европската унија која што овозможува размена на студенти низ европските земји. Ова програма, предпоставам, некои од вас знаат дека е наречена по еден од најголемите европски интелектуалци, хуманисти, промотори на Ренесансата, а тоа е Еразмо Ротердамски и е основана во 1987 година и има цел да го поттикне образованието и спортот на младите во цела Европа. Почнала за образование, но потоа се шири во малку повеќе гранки. Еразмус Плюс има задача да придонесе во растот на работните места, да поттикне социјална еднаквост и да ги исполни целите и стратегиите на Европската унија. Новата годинешна апдейтирана програма на Еразмус Плюс е донесена за период од 2021 до 2027 година. И таа овој пат е особено насочена кон дигиталната транзиција, социјалната инклузија, развојот на така наречената зелена агенда и уште некои работи кои што ќе ги разговараме во текот на оваа епизода. На почеток предлагам да видиме едно кратко видео вовед за оваа тема, а потоа ќе ви ги представам и гостите. Стремежот на младиот човек за напредок во кариерата и избор на правилна професија е бесконечен. Можноста што се нуди за доквалификација, едукација, студентска размена и мобилност Еразмус Плюс е веќе покажана и докажана програма која вроди со многу плод кај нас. Оваа пролет организиравме презентации за сите клучни акции и морам да напоменам дека над 550 организации и институции присуствуваа на тие презентации и фидбекот од нивна страна беше навистина задоволителен.
Од друга страна, во моментов пристигнатите апликации се процесираат согласно правилата и процедурите од страна на Европска комисија како програмска држава како што сме ние. Интересот е голем, апликативниот процес е во тек. Но кој се може да биде дел од Erasmus Plus програмата и кога е следниот повик на кој може да се аплицира? Во Erasmus програмата може да аплицираат сите од државни институции, односно од градинки, училишта, средни институции, високообразовни институции, здруженија на граѓани, невладини организации, дури и група на млади луѓе кои што имаат идеја како да ги подобрат образовните процеси во нашата држава. Следниот повик е на есен, во октомври и во ноември, зависно од која клучна акција би сакале потенцијалните апликанти да аплицираат. Во време на пандемија, кога условите за физичко присуство се отежнати, а патувањата ограничени, Националната агенција сепак овозможи начин како младите да не го изгубат текот на своето образование и користење на мобилните програми. Во новата програма, иако и во старата имавме можност преку анекси да направиме хибридни мобилности. Тоа значи дека може да изберат и институциите и организациите дали таа мобилност ќе биде со физичко присуство, дали таа мобилност ќе биде онлайн или дали таа ќе биде хибридна, односно микс од овие две мобилности. Се надевам дека во следниот период повеќе ќе има со физичко присуство и дека ние како национална агенција во пресред на новиот повик на есен дека ќе ги држиме презентациите со физичко присуство, бидејќи сметам дека на тој начин можеме многу повеќе да допреме до сите оние кои што би биле следни апликанти. Па наши млади идни професионалци, не се двоумете на ваков чекор. Одлучете да инвестирате во себе и своите знаења, проширете ги вашите хоризонти и аплицирајте да бидете дел од Erasmus Plus програмата. Ги охрабрувам сите млади чинители во општество да се вклучат во Erasmus програмата, бидејќи навистина представува изворена можност за сите, независно дали се тоа проекти од мобилност, стратешки партнерства, проекти за волонтерство, проекти за солидарност, навистина сите млади би може да си го најдат своето место. Денеска со мене во студиото од Europe House ги имаме Клариса Лојте, СК волонтерка од Германија. Hello, how are you? Hello. Are you good? You fine? Yes, I'm doing great. Comfortable? Како сте? Yes, I'm Добро doing сум. great. Excellent. Добро се До неја чувствувате, го да. имаме Давид Стоилковски, волонтер во волонтерски центар Скопје. Како си, Давид? Супер сум, вие како сте? Да ти кажам фино, јас навака натака. Потоа го имаме Кристијан Ангелески, кој што е соработник за координацијата и реализација на европските програми и мрежи. Здраво, здраво. Добре дојде и ти. Благодарам. Викторија Кукушев-Зафирова, председател на мрежата за европски граѓани и идентитет. Добар ден. Добар ден. И на крај имаме Теја Зографска, Национален совет за родова рамноправност. Така е, така е. Сите сме тука. Дечки, лани разговаравме за Erasmus Plus за претходната програма со претходни гости со различни искуства. Сега сме нова програма, нова агенда до 2027 година. Мислам дека е момент на почетокот да ја фатиме и да ја продискутираме. Како најблиску до официјалното тело кое што се грижи за овие работи, Кристијан, кажи ми, оваа година приоритетите на европската програма се зелена агенда, дигитализација, инклузија и различност и активно граѓанско учество. Кажувај сега, што значи ова? Вака, пред се новата програма е со 7 години трајање, значи почна оваа година, трае до 2027 историски со најголем буџет на европско ниво. Што значи тоа? Тоа значи дека повеќе можности ќе имаме за сите кои што може да учествуваат во програмата. Повеќе луѓе кои што ќе може да аплицираат, повеќе луѓе кои што ќе бидат не само луѓе, туку организации, институции, сите кои што може да аплицираат во рамки на различните клучни акции во програмата. Што е важно да се знае, на самиот почеток зборевме за студии, меѓутоа Erasmus не е само студии и токму тие приоритети се повлекуваат низ двете клучни акции, односно три клучни акции, две кои што тука ги менаџираме, една централизирана во Брисел, третата. Што значат тие приоритети за програмата? Тоа значи дека програмата првично се фокусира на одредени приоритети на европско ниво и потоа тие се пресликуваат во националните програмски земји, секаде каде што се имплементира програмата.
зборуваме за зелена агенда, таму зборуваме за како да воведеме нови начини на транспорт, особено кога станува збор за зелен начин, односно намалување на загаденоста на CO2, кога користиме различен вид на транспорт за целите на програмата. Кога зборуваме за инклузија, зборуваме за што е се инклузија. Многу често, најчесто кога зборуваме за инклузија, фаќаме една-две теми, подтеми од инклузијата, меѓутоа не зборуваме за множеството што се може да биде инклузија. Кога зборуваме за активно граѓанство, значи да ги вклучиме сите млади, односно сите кои што можат да учествуваат, активно да влезат во процесите на носење одлуки во рамки на проектите кои што се имплементираат и нели понатака да се преслика во целите. И дополнително кога стана збор за дигитализација, особено во ковид го видовме тоа, еден од главните приоритети е се што можеме да дигитализираме и да трансформираме со цел да допреме до што е можно повеќе учесници во програмата. Сакаме се надоврзам за ова. Како помина нели спроведувањето на програмата во време на ковид? Во време на ковид програмата можам да кажам на национално ниво дека помина супер заради тоа што многу од корисниците, првично сите корисници кои што беа тука, добија можност своите мобилности во рамки на програмата да ги трансформираат, односно дигитални мобилности да имаат виртуелни, со цел да ги задржиме проектите и со цел да можеме да возможиме повеќе можности без разлика што ковид не спречува да патуваме. Дополнително, како што спомна и на видео прилогот кој што го видов на директорот, во месец април имавме презентации на новата програма и направивме на трансформација сите оние презентации кои што претходно сме ги држале со физичко присуство, сега дигитално ги правиме и успеавме над 550 организации да вклучиме на национално ниво во презентациите на новата програма и повикот кој што следеше во април. Тоа значи дека комплетно ќе се дигитализира се или ќе биде комбинација? Не, се уште ќе задржиме, значи постои еден модалитет и во новата програма, хибридни мобилности, односно таму се викаат blended activities. Каде пусти само куфер, а он ќе се седи тука. Не баш така, постои можност ако немаме рестрикции за патување, се уште остануваат важат правилата за со физичко присуство. Значи тоа не се укинува доколку условите се подобри. Значи доколку постои можност. Без разлика што е, не знам, да речеме проектот или што е да е дека е дигитално. Да, веќе имаме и во моментов имаме некои мобилности кои што се реализираат во рамки на некој проект. Ева на пример во петок праќаме едно училиште праќа своји представници, одат на мобилност Шпанија, Португалија. Така што се уште и во моментов се активни некои проекти. Се разбира има модалитет доколку не постои можност со физичко присуство, тогаш да се користи виртуелната мобилност. Така. Викторија, може да ни објасниш малце како функционира мрежата за европски граѓани и идентитет? Повака, значи нашата организација Мрежа за европски граѓани и идентитет започнува токму со Erasmus Plus програмата, бидејќи ние бевме на неформална група во нашата локална заедница, односно во градот Штип, која спроведуваше акции, настани, но немавме наша организација, а преткано како млади учествувавме токму на овие размени и обуки и решивме дека сме созреани веќе да имаме наша организација. И кога замина една од девојките на младинска размена во Кипар, тогаш дозна дека таму постои организација која има свој представништва во 14 земји ширум Европа и истражувајќи за неа дознавме дека фактички ние имаме иста мисија, исти цели, зошто да не ја донесеме ова организација овде. Така да можам да кажам дека стапивме веднаш во преговори и беа напорни преговорите, бидејќи таму луѓето никогаш не беа дојдени овде во нашава земја и беа скептици, има некоја стигма во однос кои услови ние овде ги имаме за да одржуваме ова организација и да работи овде, во однос на како се решени младинските прашања во тој период во 2019 година. Законот за младинско учество и младински политики беше само во предлог и во фаза да биде изгласан, но го немавме. Но бевме многу упорни, многу амбициозни да донесеме ова организација овде, така да успеавме главниот директор на НЕЦИЕ од Кипар, Ренос Георгио, да го донесеме овде за прв пат во Скопје. И штом имаме овде организацијата, значи стварно сме били упорни. Таму уживанци вика дајте ми на овие деца една организација, нека има тука. Не, тој го препозна жарот кој го имавме ние за работа, да направиме навистина промена во нашата локална заедница за нашите млади и да имаме некаков напредок и да бидеме креатори на младинските политики, да промовираме фактички Erasmus Plus програмата меѓу сите млади во нашата заедница. Колку членови има организацијата? Зборам worldwide. Па вака, значи бидејќи нашата организација е релативно млада организација, постоиме од август 2019 година, знаете дека веќе не фана пандемијата, но броиме 52 активни членови, која за нас не е мала бројка. Во рамки на цела Европа? Или не, само зборам за Македонија? за Штип, за Источна Македонија, бидејќи ние функционираме во Штип и во Источно-Планскиот регион. Така. Точната бројка не ја знам, бидејќи знаете дека во нашите организации младински имаме активни и неактивни членови, но ние се трудиме, зборам за нашето представништво, да ги држиме нашите членови активни. А добро, која е основната мисија на
Мисијата која не врзува сите нас во ова семејство, во ова организација е намалување на дискриминацијата и маргинализацијата на сите возрастни групи. Ние сме организација која не е само отворена за младите, но и за возрастните. Нашата цел е да создадеме една моќна група на граѓани кои потекнуваат од различни етникуми, различна религија, различно едукативно ниво и финансиско ниво и да направиме заедно да овозможиме еднакви и пристојни можности за доживотно учење, јакање на капацитетите, уживање во здрава животна средина, правда и пред се да и помогнеме на младите заедно да бидеме тие кои ќе ги решаваме проблемите во нашата локална заедница и да бидеме еден мост до сите тие институции во различни преговори да се решаваат проблемите на младите. Како функционира тоа? Што добиваат како бенефит, условно кажем, на младите? Не знам, треба да побараат конкретно помош од вас некоја, да се обратат према вас, треба да бидат членови? Како функционира тоа? Значи, во нашата организација не е нужно да бидете член, доколку сакате да направите некоја промена. Во нашата организација секој е добреден кој има идеја да ја спроведе во нашата локална заедница, примерно доколку има некој проблем со некое спортско игралиште или е добитник на некоја стипендија, но нема доволно пари, не знае каде да се обрати за да ги собере тие средства. Сме имале таков случај каде имавме дете кој е балетан и доби стипендија во Мадрид, но немаше пари да ги покрие своите трошкови, така да ние му помогнавме преку советот на општината да добие средства за да ги покрие своите билети. Постојано нашите активности се настани, обуки и работилници и работиме на јакање на капацитетите на младите. Ја користиме Erasmus Plus програмата за размени обуки, бидејќи можеби пандемијата ни се одрази врз нашите локални активности на нашиот план за работа во 2020 година, но позатоа се посветиме малку повеќе да добиеме партнерство и меѓународна соработка со останати организации, за да може да бидеме партнери на овие проекти, така да еве сега можам да кажам дека овој месец на 24-ти наши млади од нашата локална заедница заменуваат на Erasmus Plus обука во Закинтос, Грција. И на 28 септември веќе тројца млади заминуваат во Кипар на уште една обука. Така да главната цел кога заминуваат на овие обуки е, кога ќе се стекнат со тие теоретски и практични знаења од тие обуки, задолжително да извршат дисеминација, за да може да го пренесат знаењето и можноста меѓу сите останати млади. Така, членовите волонтерски учествуваат во акциите кои што ги правите? Ние сме сите волонтерски во оваа организација. Ете, се кимна со главата. Човекот Давид, ти мислам дека имаш богато CV на искуство и во однос на волонтерските акции, размена на студенти и така натаму и така натаму. Кажи ни, ајде сега некој од твоите искуства. Искрено искуство од моите Само искрено. Од моите мобилности и од моите Erasmus Plus проекти ги имам многу, но би сакал да напоменам значи да почнеме од мобилностите кои што ги имавме пред ковид ситуацијата и пред пандемијата, каде што се одвиваше, да речеме, во наводници нормално, каде што се одеше на проекти или каде што претходно немаше потреба од тестови, рестрикции, карантини, каде што сме волонтирале во национални паркови за заштита на природата, за заштита на животните, каде што сме чистеле од природни непогоди или слично, помагање за инклузија на лица со попреченост во општеството. Сме правеле театарски работилници, каде што сме организирале на еден проект цела театарска представа во рок од 10 дена со луѓе кои што не ги познаваме, каде што таму имплементиравме наши животни приказни за општеството да слушне некои приказни каде што луѓето во некои моменти немаат храброст тие да ги кажат гласно, додека во некој момент така као ние преку театарот успеавме да ги, да речеме, олабавиме за да можат да ја кажат нивната животна приказна, но исто така имам искуство и за волонтирање во време на пандемија, каде што во месец мај во периодот 30 дена волонтирав во Турција, во Анкара, каде што искрено се приметуваше многу голема разлика од волонтирањето претходно пред пандемија и волонтирањето за време на пандемија. Поради тоа што сите требаше да бидеме според сите протоколи што се дадени, да бидеме со маски цело време и протоколите за време на патување. Но можам да кажам дека среќа и тоа, таа мобилност испадна како што треба, каде што волонтиравме за лица со попреченост, да се вклучат во општеството, за нивна инклузија и за како тоа да не се чувствуваат дискриминирани. И тоа ми беше моето последно искуство од програмата Erasmus Plus, но во колку земји имаш надвор Македонија одедено преку Erasmus Plus? 7.
Секоја чест. Чисто ме интересира, како дозна за програмата? Мислам, од каде стигна до тебе глас? За програмата Erasmus Plus првично слушнав од моето средно школа, Раде Јовчевски Корчаген, кога бев втора година, каде што странски волонтери и ВС волонтери, според старата програма, од други европски земји, што држаа работилници во нашето училиште. Значи, прво имаш огласни табли, каде што во период од, да кажеме, 12:15 до 1:15, за да се фати и втора и прва смена, се организира работилници за како да напишеш CV и мотивационо писмо и како да аплицираш на проект. И за тие што не знаат, што е тоа всушност Erasmus Plus проект. Во период во 2018 тие работилници почнаа во месец јануари, и во тој период многу млади лица од мојата школа учествувавме на работилниците во мојата средна школа што беа, каде што уствари дознавме што е Erasmus Plus, како да го напишеме нашето CV мотивационо писмо и каде да го испратиме и што понатаму ќе биде нели волонтирањето. Мојот прв проект беше во Унгарија, во Хортабаги, во месец јуни, каде што на почетокот имав многу поразлични размислувања за тоа што ќе се случува таму. Но откако го направив мојот прв проект, сватив дека Erasmus Plus е нешто тоа што сите млади треба да го искусат, да отидат на таа мобилност, поради тоа што е нешто што го променува животот и начинот на размислување. Фала Богу, ти 7 пати си го искуси. Да си жив и здрав. Благодарам. Убаво што спомна, имаме прилог направено од студенти кои што ги прашавме некои работи кои што веќе имаат што да кажат во однос на Erasmus Plus програмата. Предлагам да го погледнеме, па после да ве распрашам и вас нешто специјално. Ајде. Well, I was a teenager, I was in high school, and I saw that one of my friends is always participating in some projects, traveling all around the world, and I was interested what's going on there. I went to my first Erasmus Plus project with my mother, actually. She has been working with this for a long time, and she said, "Hey, do you want to go?" And I said, "Sure." So yeah, that's how I found out. Прво слушнав за програмите во училиште, а потоа се информирам преку социјални мрежи, преку јавни повици и слично. Erasmus programı lise yıllarından beri duyduğum bir program. Ancak başvurmayı lise yıllarına düşünmedim. Çünkü Türkiye'deki üniversiteler daha çok Erasmus programını üniversite yıllarında uygulamayı istiyorlar. So it was a kind of crazy story because Russian participants weren't given the visa. So they were looking very urgently for the participants, and it was in my country, so I just said, okay, I can go, and this is how I found out about it. Дознав преку пријатели и познаници кои претходно биле на Erasmus програми и имале многу позитивно искуство, па затоа сакав и јас да пробам. Well, I found out about the Erasmus Plus project actually in social media on Facebook. I grew up in a German eco-village and we always had a lot of volunteers, so also Erasmus volunteers. So I basically always knew about Erasmus and this possibility. Erasmus programını ilk önce okulumdan öğrendim. Daha sonra sosyal medya ve internet üzerinden araştırarak daha fazla bilgiye ulaştım. İlk edindiğim bilgi okul üzerindendi. Okulda bunun üzerine bize sunumlar yapılıyor. Не, воопшто процедурата за апликација е многу едноставна и мислам дека секој може да сам да аплицира, па дури и со помош на некој познаник да аплицира и да учествува на еден ваков проект. Не воопшто. Процедурата е обично од неколку десетина прашања. A lot of paperwork, but it's not complicated and the most stuff is done by your organization, so you don't have too much stress, no. Процедурата за апликација не е комплицирана, доколку знаете каде да се обратите и кого да прашате, каде да ги побарате информациите. No, it's not. You just need to answer some questions. You have to be precise, and that's it. Not that complicated. It's like pretty much few questions about motivation, why you do want to participate, what's your goal, what's your hobby, what do you want to do in your life, and just basic things, and basic questions like name, surname, years, etc. За учество во проекти дефинитивно не е важен просекот
Битно е да си активен, да имаш желба и мотивација за да учествуваш. I think that everyone gets the opportunity to do it, and that if you like show initiative, you can get to do this. And I'm come from Sweden, so everyone has the equal opportunity. In other countries, I'm not really sure. Сметам дека сите имаат еднакви можности и дека сите можат да бидат прифатени, односно дека не се потребни врски. I think it's not as important because Erasmus Plus is more based on non-formal education. So it's not really a requirement to have formal information to actually participate. Türkiye'deki üniversiteler Erasmus ve European Solidarity Corps programlarına önem veriyorlar. Ancak bir burs olanağı sağladığını düşünmüyorum. Ama Türkiye'deki gençlerin hepsi Erasmus programına katılmak istiyorlar. Многу често поставувано прашање, тоа е дали е тешко да се аплицира, дали требаат врски. Давид, ти како човек кој што има искуство, можеш да ми кажеш од твоја гледна точка колку е комплицирано да се пополнат сите тие документи, барања, треба ли да имаш човек кој што ќе те турне малце, не знам, образование и така натаму и така натаму? Не, секако дека не треба да имаш луѓе за да те бутнат во тие програми и секако дека не е тешко да се аплицира, значи едноставно треба да се одговори на некои прашања кои што се поставени пред аплицирање на проектот. Кои сте вие, од каде сте, колку години имате и зошто сакате да учествувате во проектот и секако дека не се бара никакво претходно предзнаење, дури ни за англискиот јазик, поради тоа што сите луѓе на сите мобилности се толку многу инклузивни и секогаш ќе се направи нешто за англискиот јазик да не биде никаков проблем за волонтирањето. Може да раце малку ќе ги бојат повеќе од зборење англиски, ама да. Но секако дека не е воопшто тешко и дека аплицирањето е сосема едноставно, значи само да се направи CV, CV-то може да се направи или посебно сам, или преку Европската унија што го има семплот на интернет за European Pass и да се одговори во мотивационо писмо на прашањата кои што се поставени пред тренување на проектот, кои што претежно ги поставува сендинг организацијата, односно организацијата која што ве испраќа на проектот, на проектот. Клариса. Hello. It's your turn now. Кажи ми, можеш да ми го споделиш твоето искуство? Како дојде во Македонија? Во кои околности? Што се случи? Okay, so basically I'm 19 years old. И јас имам 19 години. Last year I finished Минатата година завршив средно училиште во Германија. Потоа навистина бев љубопитна, сакав да одам во странство, да видам нешто сосема различно. Така што барав можности да одам во странство и налетав на овој проект во Македонија. На почетокот повеќе беше како бев заинтересирана за проектот. Новинарство, пишување, статии, да се дружам со млади луѓе. Не знаев многу за Македонија пред да дојдам тука. Откако направив малку истражувања, станав љубопитна, аплицирав и сега сум тука, еве сум во Македонија една година и супер е. Можеш ли да ми кажеш како функционира Erasmus Plus во Германија? Well, I would say in Germany Erasmus дека во Германија Erasmus е многу популарен. Кога ќе ги прашате, го знаат името Erasmus, ама не знаат каква е целата процедура, како да аплицирам. Не знаат точно какви можности имаат. Има многумина кои работат на проекти, но мислам дека не е тешко. I think it can be improved. Мислам дека може да се подобри. I switched on English. Yeah, my processor is it's a little messy now. Значи, што би можело да се подобри, да речеме, во однос на визибилноста на Erasmus Plus во Македонија, знаејќи и судејќи според твоето искуство и гледајќи како во Германија се случува тоа? I think it's just really important that Мислам дека people е talk важно to each other, like луѓето talking да to разговараат people who меѓу have себе, experience. да разговарате со некој што има искуство. That will inspire a lot of people to go Мислам дека тоа ќе abroad. инспирира многу луѓе да отидат во Also, like, странство. talking about social media, I think that's like a Мислам very дека кога important зборуваме и за factor социјалните that медиуми, тоа е многу важен share your фактор story to да ги споделувате своите actually истории, inspire other people to go да инспирирате и други да одат во странство. Цело време се прешалтувам на англиски, не можам.
Фала ти. Теа, многу ме интересира како функционира Националниот совет за родова рамноправност во врска со Еразмус плюс. Епа, значи Националниот совет за родова рамноправност малце поинаку функционира, значи во однос на тоа што го слушнавме сега. Ние фактички аплицираме како стратешки партнерства со организации или институции од други држави од Европа. Значи, ние се склучуваме партнерство, пример, со неколку организации и аплицираме во некоја одредена друга национална агенција, например. Моментално немаме аплицирано проект во нашата национална агенција, туку имаме 6 Erasmus проекти кои се аплицирани во најразлични национални агенции ширум Европа. И тоа вие сте носители на проектите? Не сме носители. Носители се организациите во чија што национална агенција сме аплицирали. Да. Така. Кажи ми, која е улогата на ова институција, на ова организација? На Националниот совет? Да. Епа улогата е токму тоа, значи да се промовира родовата еднаквост. Значи нашиот главен фокус се секогаш жените. Постоиме многу одамна, значи од 1994, така да на тоа прашање работиме веќе многу години. Секако јас не сум таму од 94-та. Не делуваш дека си од тогаш, да ти кажам. Да. Работиме, значи, на прашања поврзани со жените, значи сакаме да ги побиеме сите стереотипи кои што се поврзани со местото и положбата на жената во општеството. Во моментов на кои проекти се работи? Во моментов, значи покрај тоа што работиме на Erasmus проекти, работиме секако и на други проекти. Еден проект што јас морам да го спомнам, бидејќи го координирам, е проектот за националната мобилна SOS линија за помош на жртви од семејно насилство и родово базирано насилство. Тоа е, значи, SOS мобилна линија на која што е достапна 24/7 низ ширум цела Македонија. Бројот е 141 700. Тоа е една од главните исто така теми на кои што работиме во НСРР, насилството врз жените. Додека пак, значи, Erasmus проекти, како што ви кажав, имаме 6. Сите се во областа размена на практики и искуства, фактички, значи ние и партнерите кои што се во проектот. Главна работа ние да ги размениме искуствата. Сите работиме со различни таргет групи, сите користиме различни методи на работа и кога се среќаваме, обично се среќаваме, значи, поеднаш во секоја држава, и ги разменуваме нашите искуства, различни методи на работа и после тоа ги имплементираме, нели, во нашите матични организации. Ги спомна 6 проекти, од кои држави се другите партнери во проектите? Имаме ширум цела Европа, значи имаме партнери од Белгија кои што сега ќе доаѓаат тука следната недела на мобилност. Имаме партнери од Чешка, од Шпанија, од Италија, од Шведска, од Хрватска, од Бугарија, така да имаме бајаги партнери. Имате доста партнери. Сега ми текна, сакам да го прашам Кристијан, кажи ми, пандемијава многу не потсети сите нас дека треба да се има план Б во секој случај, дека не може секој да се земат работите здраво за готово, што би рекле античките американци for granted. Ме интересира како се одвиваше програмата минатата година за време на пандемијата? Програмата на национално ниво не прекина да работи, не прекина да функционира. Сите напори и максимални ресурси беа вложено, се што е возможно да го реализираме се разбира преку одредени модалитети. Кога се случи COVID, сите кои што имаат проекти преку националната агенција добија можност да сите свои мобилности и сите свои проекти кои што треба да ги реализираат и виртуелно. Што значи тоа, направивме на трансформација во целото работење и поттикнавме се да биде дигитализирано. Што значи тоа, дека се што треба да се случи, се разбира пречката да не биде физичкиот контакт, односно да не можеме физички да се сретнеме, да пробаме дигитално да го направиме тоа. Дополнително што направивме, се што Националната агенција го правеше како презентации и како нешто кое што е настани, го трансфериравме дигитално да биде, се направивме виртуелно да се случува. Практично сите оние презентации за програмите кои што редовно ги правиме дигитално и сите начини на известување, сите настани кои што ги прави Националната агенција ги трансферираше, односно ги направи да бидат виртуелни. Така. Кога обично се отварат конкурсите? Сега во моментов малку е
да кажам, временската рамка поместена, само заради тоа што имаме нова програма и заради тоа што е COVID. Меѓутоа најчесто ги имаме на пролет и на есен. Едниот ни беше во април, следниот го очекуваме октомври и ноември. Така што тука се зависи од динамиката, зависи од расположливоста на средствата и од искористеноста на средствата. Така што колку генерално имаме 2-3 повици и се зависи каква ќе биде динамиката на работењето од почетокот, па потоа се прилева кон крајот на годината. Така, ми спомна преска дека ги прилагодувате програмите во однос на ситуацијата. Може малку подетално да ми објасниш како функционира тоа ако сега не знам, програмата е за со физичко присуство и како се менуваат мерките, како се прилагодувате во однос на тоа? Во принцип, корисниците кои што ги имаат проектите може да се прилагодат да користат виртуелни мобилности. Што значи тоа? Се што треба да се случи со физичко присуство, да се трансферира виртуелно. Се разбира, модалитетот се менува, работата се трансферира дигитално да биде. Ако треба да имаме обука или треба да имаме мобилност за млади или не знам, мобилност на младински работници, целата агенда, организациите кои што го имплементираат проектот ја трансферираат заедно со сите активности да може да се реализира и дигитално. Се разбира доколку постои можност и за онаа хибриден модел, меѓутоа само доколку постои можност, се разбира доколку нема рестрикции во однос на патување и во однос на здравствени рестрикции поврзани со COVID. Така. Викторија, кажете ми кои или набројете ми кои и какви точни проекти имате вие кои што ви престоја да речеме во наредниот период во однос на мобилноста? Значи, ние веќе имавме еден проект кој си го одржуваме заедно со локалните институции, односно тоа е со Домот на млади на општина Штип, како и со Центарот за деца за посебни потреби и Центарот за аутизам, каде вршиме промоција на овие институции како места погодни за пракса на студенти, при што склучивме еден договор со студентскиот совет на Великотрновски универзитет во Република Бугарија, каде ги презентиравме нашите институции како погодни места за пракса и за наша среќа дојдоа 9 студенти од овој универзитет каде беа 4 месеца во нашиот град и работеа во овие институции, така да ние си го продолжуваме тој проект како успешен и веќе имаме изградено портфолио како Reliable Organization да аплицира на еден од овие повици на есен. Спремаме 2 проекта, односно еден се однесува на младинска размена, другиот на обука. Младинската размена ќе биде посветена на користење на социјалните медиуми денес за создавање на добри младински работници утре, а младинската обука која спремаме се однесува на методи и алатки за мировно решавање на конфликти помеѓу младите за одржливо општество и навистина се надеваме дека ќе бидеме домаќин веќе идното лето на оваа размена и оваа обука. Обично сите проекти се врзуваат околу образование, околу едукација, решавање конфликти. Има ли шанса некој од луѓето кои што се на размена, да речеме, да се обезбеди за некој од нив пракса во некоја компанија која што навистина може да го проложи, да речеме, од пракса да преиде во работен однос? Да, како што кажав, еве ние ја презентираме Erasmus Plus праксата. Може би на еден начин малку како подзаборавена, бидејќи повеќе ги експлоатираме сите овие други програми, некако ја забраваме ова. Затоа ние пронајдовме како најнеискористена и сакавме вака во соработка со нашите институции да ја пренесеме. Верувајте, многу позитивно влијае кога ќе дојдат еве како Клариса луѓе од надвор и ќе работат во твојата локална заедница и ти тоа ќе го слушаш преку медиумите, преку други млади и ќе се запрашаш, еве дојде некој млад човек да работи за мојата локална заедница, што правам јас? Така да ги активираме на некој начин и младите од нашата локална заедница да се придружат во таа работа. Дали може да продолжат да работат во таа компанија, бидејќи нашите се локални институции, доколку ги поседуваат потребните документи и критериуми кои треба да ги исполнуваат, доколку има слободни места, зошто да не? Така. Теа, во каква корелација е Националниот совет за родова равноправност со Erasmus Plus програмата? Значи, Националниот совет, како што кажав, тука станува збор за проекти, како и сите други проекти, пример од други донатори, кои што ние ги аплицираме во Erasmus. Така да фактички наш интерес и тоа што не заинтересира нас кај Erasmus програмата беше токму таа размена на практики, исто така и вмрежување со останатите организации со кои што моментално соработуваме. И тоа е една соработка која што потоа се пренесува и се разгранува и на други полиња, нели секако. Значи, таа соработка останува.
контактите ги имаат, контактите се шират, така и уствари ние завршивме со тие 6 проекти. Значи тоа си почна од еден проект со 5 партнери и после тоа имаше како еден snowball ефект и едноставно партнерството се разграни, така исто така се проширија и темите кои што почнавме да ги опфаќаме, нови работи кои што ги научивме. НСРР ни работеше, например, многу во полето на неформална едукација. Моментално проектите ни гравитираат околу таа тема. И тоа беше едноставно еден огромен плюс за организацијата и за нашата таргет група. Добро, имате увид кој е најголемиот бенефит од овие проекти кои што сте ги направиле до сега во однос на поединците кои што учествуваат во нив? Апсолутно, еве јас мојата лична приказна можам да ви ја споделам. Значи јас уствари почнав во Националниот совет да волонтирам уште додека бев на факултет во прва година. И првата работа која што фактички мене ми ја дадоа тоа што ме пратија на мобилност во Австрија на тој првиот проект што го имавме, нели, со Еразмус. Тогаш беше во тоа време, тоа се случи. И така продолжи. Значи јас бев таму, многу, мислам, ми се случи еден културен шок, затоа што јас сум шетала, нели, секако, ама немав никаков контакт професионален, ниту пак имав некаков контакт со различни култури, со различни луѓе од толку различни места. И кога се вратив, едноставно бев многу позаинтересирана за работата која што ја правиме и тука. И сакав да се вклучам и во други одредени мобилности, ама не само, нели, надвор од Македонија, туку и тие што на кои што бевме домаќини овде. Така што така ствари почна мојот пат и така јас се заинтересирав и на крајот на денот, после 4 години од факултет, се вработив и во Националниот совет за родова рамноправност. Така да мене ми помогна многу во кариерата и некако ми ги отвори гледиштата, ми ги отвори патиштата, многу различни луѓе запознав и имаше стварно еден прекрасен ефект врз мојот живот. Лично. Сега си шефица. Сега сум шефица. Таман е момент сега да ги погледаме повторно нашите волонтери се, ако не се лажам, дечки и девојки што ги видовме, тоа беше еден собир кој што го организиравте вие, ако не се лажам, така? По кој повод беше тоа? Тоа беше првиот настан кој што го организиравме за вмрежување на организациите кои што имаат волонтери, кои што се во рамки на програмата на Европски солидарен корпус и во различни други сегменти од програмата Erasmus+. Така што таму не беше Лариса, меѓутоа имаше и други волонтери кои што ги гледаме тука. Да видиме уште некои од прашања им поставивме во врска со нивните искуства, да погледнеме што ќе ни кажат, па продолжуваме да коментираме. Мислам дека се во врска со Erasmus програмата е позитивно и е едно прекрасно искуство. Erasmus programı benim için güzel geçti çünkü ben daha 18 yaşındayım ve gençliğimin başındayım. Birçok deneyim elde ettim, insanlarla öğrendiklerimi karşılaştırdım ve onlarla konuşarak daha iyi bir çözüm yolu bulabildim. Acil çözüm planları oluşturdum ve bu benim için daha iyi oldu. Има много добри сцени за почеток, добиваш шанса да запознаеш много различни луѓе од различни позадини кои можеш да зборуваш за различни искуства, да дознаеш многу и да научиш повеќе од нив. Исто така имаш шанса да патуваш на различни места. Трето, кое би било навела како позитивна сцена, е тоа дека се развиваш како тимски играч и се стекнуваш со некои вештини кои не треба во секојдневниот живот, но најчесто не ги учиме во училиште. За негативни сцени па би рекол дека трае прекратко. Very, very great opportunity to learn a lot, to learn about the topic of your organization, to learn a new language if you do a long-term volunteering like me, to improve your English, and most importantly to learn about yourself and about other cultures in other country. And yeah, it's a really amazing opportunity, definitely. And you have a lot of safety also compared with, for example, work and travel or something like this. You have a lot of safety, the organizations cover everything, you have a health insurance, everything is covered. So yeah, it's very great. And I think the only negative part could be, depends on what you want, that you are not you're not so free. You are like in an organization, so you have responsibilities and you have to do some reports, you have to do some activities, so you're not entirely free like if you would travel for your own.
About finishing, like after finishing this exchange, actually I will go back home because I'm already working, but I'm really looking forward to go again to abroad and have another experience like this one. Па се уште сум во средно училиште, така да не сум сигурна за моите планови, но дефинитивно знам дека би сакала да учествувам на Erasmus програми се додека можам. Yüksek lisans yapmak istiyorum. Kariyerime odaklanacağım. Ama aynı zamanda gönüllülük yapmaya devam etmek istiyorum. Erasmus programlarına katılabildiğim derecede katılmak istiyorum. Burada kazandığım deneyimleri kendi projelerimde kullanabilmek istiyorum. Well, I already finished school, so this was my plan. Take it easy. This is not something you need to really be good at. It's not school. It's more informal learning. So, take it a bit easier. Don't be stressed. Be nice to people. Try to be tolerant and accepting, and you'll have a great time. Мој совет е да немаат срам, да бидат активни, да зборуваат со сите, да ги завршуваат задачите, но исто така и да се забавуваат, да зборуваат со луѓето, бидејќи сите се многу интересни, од секој можеш да научиш нешто ново. Kesinlikle yeniliklere açık olmalılar ve kendilerini keşfetmeleri için çok güzel bir yol. Her zaman gönüllü olmaya aday olmalılar. Би им дала совет што повеќе можат и од што порано да почнат да учествуваат на вакви проекти. Лет на времето. Ту, мајката. Клариса, на кои проекти работиш овде, конкретно во Македонија? Okay, so right now I'm working Сега in an international NGO called работам Volunteer Center Skopje. во еден We have mеѓународен many волонтерски volunteers центар from во different Скопје. countries, Имаме волонтери од from различни France, земји, from од Франција, Poland, од Полска, right now from Belgium. сега и од Белгија. Our main focus Нашиот is главен working for фокус youth magazine е да called работиме за Voices. младинскиот So we write магазин articles, we Гласови, design them, пишуваме sometimes we do статии, interviews, I did some podcasts. работиме интервјуа, And then we понекогаш have правиме this other подкасти, aspect, non-formal education. We have работиме a на lot of неформално workshops. образование, Also, since a организираме lot of многу people in работилници, Macedonia are learning се German, многу we луѓе are во also Македонија doing учат German германски, conversation classes, имаме like, часови trying to за teach German in a конверзација, more fun way. да So се обидуваме active and да ги every учиме day is германски на different, which is забавен something начин. very Секој ден е различен и многу е убаво. Во Македонија? I've been in Macedonia for Во Македонија 7 months, сум so I 7 have месеци. around 5 months left. Ми остануваат уште околу 5. Јазик? Марко. Да? Учам македонски, да. Тешко е да се учи македонски? Да. Да? Мислам дека македонски е тешко, да. Ама учам. Кажи ми, што ти се допаѓа во Македонија најмногу? Од овие месеци што си овде? Yeah. The number one thing I can say Првата is работа the што people. можем да ја кажеме се луѓето. Of course. Секако дека се луѓето. I have to say that, no. Морам да го кажам. I'm very Добре. honest about that. Искрена сум за тоа. Since I came here, I've Од been кога сум very дојдена тука, happy every day. многу сум среќна. It's a very Радосна сум. unique Секој ден opportunity to имам come here единствена because, можност да like, имав единствена Macedonians можност were да talking дојдам about тука. that. They are very friendly to Македонците се многу пријателски It's very расположени easy кон also странците. to make friends here, Лесно е to да get се involved запознаат in the пријатели, community. да се биде вклучен во Also, like, заедницата. coming from Germany, it's a very А nice бидејќи доаѓам од experience to Германија, kind of relax, одлично lay искуство е back да a bit. бидам Germany тука и да is, like, седам very опуштена. structured and Во Германија everything се е is planned out, структурирано. so being Се е here for 1 испланирано. year, it's, like, very good Една also for your година stress овде level. е супер за моето ниво на Because стрес. you can relax and just Така да можам да се enjoy life опуштам и да while уживам doing во something животот. useful and improving your Истовремено skills and правејќи growing нешто and корисно, подобрувајќи contributing ги to the своите community. вештини и придонесувајќи за заедницата. Што да кажам? Ние сме добри луѓе. Да, наистина сте добри I would луѓе. sign that 100%. 100% потпишувам. Колку убаво сам кога ќе се пофали човек. Давид, кажи ми, ти конкретно, каков бенефит тебе ти донесе програмата за мобилност? Секаков вид на бенефит би се надоврзал на тоа што После 7 програми на мобилност како да не ти донесе? би се надоврзал на тоа што претходно го кажа Теја, дека првото нешто со кое што ќе се соучиш е културен шок и самото тоа запознавање на нови култури. И како студент на филолошкиот факултет, учење на нови јазици, запознавање на тие нови култури, запознавање на јазиците, како тие настануваат нивните сличности, разликите и распознавање на светот.
Значи од мојот прв проект до овој момент можам да кажам дека моите погледи кон светот се на многу поразличен план од тоа што беа претходно, поради тоа што Erasmus Plus програмата нуди можности каде што запознаваме луѓе од цел свет и гледаме дека не е само нашето мислење. И можам да кажам дека видикот и погледот кон светот и кон Европа се отвора на многу поширок план, што останувајќи тука во Македонија нема да може да се достигне тоа. Само довербата е на неверојатно високо ниво, со секое наредно патување и враќање од друга земја. Така е. Знам сум гостител 2 пати. Од одмор кога ќе се вратам сум, знаеш колку вака полн со себе. Така е. You're a little bit late. Викторија, кажете ми што би им препорачале на луѓето кои што сакаат да се вклучат во вашата организација? На сите млади, па дури и возрастни, како што кажавме, им препорачувам да не следат, да ја следат нашата работа, да се вклучат во нашите активности, затоа што нема побаво чувство, верувајте, кога ќе гледате дека младите во вашата локална заедница се развиваат, а со тоа се развива и вашата локална заедница. Убаво е чувството кога помагате на младите и гледате како тие се развиваат, како Давид, Клариса. Тоа и јас се развивам со секоја следна епизода, сум се поразвиен и развиен. А заедно со нив, нормално и ние. Така. Истото прашање за сите, значи, Теја повели, што би им предложила ти на луѓето кои што се двоумат дали да аплицираат или што ќе аплицираат? На Erasmus програмата? Во една Erasmus програмата конкретно, да. Па, апсолутно не треба да се двоумат. Например, можат и да пробаат да се вклучат, има пример различни Facebook групи каде што членуваат организации кои што се заинтересирани за склучување на партнерства. Ние сме членови на една таква, сега не ми текнува точно како се вика, меѓутоа сигурно лесно би се нашла нешто такво. И така да пробаат да аплицираат на Erasmus повиците. Значи, секако и во нашата национална агенција, меѓутоа, доколку нели се случува да не го прифати проектот од одредена национална агенција, секогаш има опција да се аплицира и во друга. И така и се шират и партнерствата, се вмрежуваме и... Значи упорност, ако ме наумиш да му е летнеш, ке му е летнеш. Да. Кристијан, кажи ми интересира, се да ги зборуваме убавите работи, убавите искуства, негативни страни на цела оваа работа, можеш ли да издвоиш? Има ли нешто каде што може да има некаков проблем, некој даунсайд? Не знам, навистина добиваме многу позитивни искуства. Не знам, може би да кажам, еве баш пред да дојдам на емисијата се консултирав со колегите што би можело да биде нешто што, ако ме прашате што би можело да биде негативно. Зборувавме во делот на студиите, например, Erasmus Plus програмата покрива вие да можете да си ги покриете основните трошоци и да добиете средства да можете да живеете. Меѓутоа не ви овозможува средства да вие дополнително правите средства да заштедите или пак да имате дополнителен приход. Практично Erasmus Plus програмата нуди се што ви е потребно додека сте во рамки на програмата. Може би тоа би било единственото нешто што би можело да го споменам, дека практично добивате се она што ви е потребно, меѓутоа не добивате повеќе од тоа. Така. Многу ме интересира како се одредува кој учесник, да речеме, во мобилност програмата, каде ќе одседне и каде ќе се смести? Сам го бира тој или вие му го одредувате или организацијата? Зависи за каква мобилност станува збор првично, меѓутоа најчесто кога станува збор за мобилност на млади, што тука најчесто зборуваме, тогаш организацијата која што ја прави мобилност, односно која што е носител на проектот, одредува кој каде ќе биде сместен и во кои услови. Се разбира, сето тоа е согласно еден програмски водич кој што има 300 и нешто страни и во него се опишани точно правилата како треба да се спроведе мобилноста за млади. За крај ќе ја прашам Клариса, што би им препорачала на младите од Германија? За сите што не гледаат. I would say, like, to anybody that I'm talking to, За секој со кого зборувам. Одете во странство, искористете ги можностите што ви се нудат, има многу можности, истражете ги, не се плашете и кога ќе се осмелите да отидете во странство, бидете активни, зборувајте со луѓето, искористете го
времето на најдобар можен начин. Тоа е најдобро искуство со кое ќе се стекнете во животот. Дечки, фала ви многу и на Ви вас. благодарам. За учеството, за разговорите. Убеден сум дека после овие муавети инспириравте голем дел од млади да се приклучат, да ја скинат кесата врекета во која што се уште затворени тука зачурени и да видат надвор дека работите се исто така страшни и зезнати и проблематични како и кај нив самите, и не е дека животот е само тука проблематичен, него едноставно животот е живот секаде и секој со различни проблеми и искуства се судрува и на другите места. Нормално и убавите работи. А вас, драги гледачи, ви благодарам уште еднаш за вниманието. Се гледаме следниот вторник, имаме една многу интересна тема, така што следете на социјалните медиуми, пишете ни коментари со прашања и се гледаме идниот вторник во истото време. Довидување.